Утре се одбележува Светскиот ден на интелигенцијата. По тој повод веднаш одиме со разговорот во студиото во интерес на времето. Ќе зборуваме за тема која што не е секогаш на дневен ред, но е клучна за напредокот на едно општество. Велам добро утро за Илија Стевков, председател на Менса Македонија, организација која што ги обединува најинтелигентните 2%, 2% од популацијата. Утре ќе има и организирано тестирање по повод 1 октомври за прием на нови членови. Па ајде ќе ја промовираме оваа иницијатива и малку ќе позборуваме на оваа тема. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Што представува Светскиот ден на интелигенцијата и зошто е важно да се одбележува еден ваков ден? Светскиот ден на интелигенцијата 1 октомври е денот кога всушност се формирана Менса во Оксфорд 1946 година, значи до година ќе славиме 80 години јубилеј. Менса не е кратенка, туку доаѓа од латинскиот збор за маса. Тоа било една маса на која што можеле да седнат само луѓе со висока интелигенција и разговараат. Така е почнато. Зошто се одбележува? За да се потсетиме дека интелигенцијата, знаењето и идеите се основата за напредок на секое општество и на човештвото. Так, што точно представува Менса, како функционира во Македонија, колку членови има, кој се може да се приклучи? Значи Менса во Македонија функционира повеќе од 25 години, лани го славивме 25 годишниот јубилеј, но македонци, членови на Менса имало и порано во претходната држава, но како организација во Македонија формирана пред 25 години, обединува луѓе од сите слоеви на општеството. Моментално имаме нешто над 120 активни членови, покрај тоа што Менса во Македонија има околу 650 членови. Ние ги броиме активните членови, тоа се членови кои што земаат учество во активностите и редовно се разбира и го обновуваат своето членство во Менса Македонија преку тоа во Менса Интернешнл. Може ли да ни кажете нешто повеќе за самото тестирање кое што ќе се одржи утре, каков е тестот, кој може да се пријави, дали има некакви подготовки? Тестирањето ќе се одржи утре во 18:30 на Факултетот за електротехника во Скопје. Менса периодично на неколку пати годишно прави тестирање со цел да го зголемиме своето членство. Тестирањето е типични графички визуелни матрици, значи е невербално заради тоа што мајчиниот јазик е различен на сите кандидати. Станува збор за матрици кои што графички се одбележани и на последното поле има 6 опции кои што кандидатот треба да одбере според него и неговата логика кој одговор треба да го заземе тоа место. Конкретни подготовки нема, но на нашата Facebook страница и на нашата интернет страница може да се сретне еден подготвителен тест кој што го имаме развиено во соработка со Менса Норвешка, кој што дава некоја ориентација, се разбира тој тест е неофицијален, резултатите не се официјални и прашањата не се од прашањата на Менса тестот, кој што е интернационален, но сепак може да се добие представа каде се наоѓа некој кандидат. Так. Годинава тестирањето вклучува и иницијатива за поддршка на крводарители, ученици и студенти. Како дојдовте до оваа одлука и што се сака да се постигне со тоа? Иницијативата дојде од Men's International за поддршка на крводарителството, бидејќи тоа се смета за можеби највисок племенит чин на еден човек да ја даруваш својата крв, да помогнеш на друг човек. И ние сакавме на тој начин да им се заблагодариме на крводарителите. Во 2024 година беше 100% ослободено од партиципација за тестирање, оваа година е 50%, но оваа година е и година на поддршка на младите луѓе, бидејќи мораме да се свртиме, светот останува на младите, мора да се свртиме кон младите членови. Заборев да напоменам дека во Менса тестовите на Менса се за лица со наполнети 16 години. Значи во моментот Менса Македонија не тестира лица помлади од 16 години и би сакале на тој начин малце да го обновиме, да го подмладиме членството и заради тоа би сакале и на учениците и на студентите да им понудиме тестирање по бенефицирани цени. Каква е вашата оценка за интелектуалниот потенцијал во Македонија, посебно кај младите? Дали доволно го развиваме и поддржуваме? Видете, времето е сменето, начинот на кој што јас и вие го се здобивале со своето знаење и сме морале да памтиме факти, ако ни треба за учење или за тие работи, сега е сменето. Сега сме 20 години на 21 век, доколку порано сме морале да се сретнеме со нешто во литературата, тој факт да го запамтиме, сега се е на 2 клика. Значи, ние го имаме целото знаење во нашите џебови, во нашите мобилни телефони. Значи, начинот на кој што младите генерации доаѓаат до своето знаење е сменет споредено со тоа како било порано и се разбира светот постојано се менува и мораме да го прифатиме тоа.
За еден стереотип вели дека интелигентните луѓе често не се доволно вклучени во општествените процеси. Кој е вашето размислување? Дали е тоа така? Па, можам за локално да кажам, за Менса Македонија ние имаме членови од сите можни слоеви на општеството, од невработени луѓе во мали места до доктори на науки, значи јавни личности, имаме дури и на моето претходно гостување на еден медиум кажав дека немаме политичари, но после се сетив од лични познанства дека ние имаме уствари два поранешни пратеници. Еден од власта, еден од опозицијата, еден пратеник, една пратеничка. Многу е интересно да кажам дека моментално и двајцата не се бават активно со политика, но се наши членови. Така да имаме од секаков профил на личности и тоа мислам дека е само стереотип дека интелигентните луѓе се посрамежливи. Можеби да, но кога некој би ги слушал, ти имаат што да кажат. Така. И за крај, уште исто така уште еден стереотип, дел од луѓето мислат дека интелигенцијата е елитистичка тема, а не нешто што треба да го негуваме колективно како народ. Кој е вашиот став околу тоа? Па, делум да го одговорив и претходно. Значи, единствена разлика помеѓу Менса и некои други здруженија е што кај нас не можеш да доеш да платиш членарина и да бидеш член. Туку мора да положиш тест. И тоа ја прави некој ексклузивитет на клубот, бидејќи не може било кој да седне на таа маса, како што кажа. Па добро, интелигенцијата не се купува со пари, тоа е пораката најверојатно. Па не, јас сметам дека интелигенцијата делумно се разбира е вродена, но и може да се подобри со работа. И сме приметиле тоа бидејќи да се навратам на тестирањето, 3 пати може еден човек во својот животен век да се тестира, но имало луѓе кои што 2 пати не успеле, од трета успеле. Значи со работа, со повеќе работење на слични тестови, со познавање на проблематиката, успеале да го подобрат својот резултат на тој тест. Така. И за крај уште еднаш само да потсетиме кој се може да биде утре делот, целиот настан. Тестирањето е утре во 18:30, утринава проверивме, има бидејќи ни е ограничен капацитетот за тестирање, има уште неколку слободни места. Повеќе информации може да најдете на нашите социјални медиуми, Менса Македонија, и до крајот на годината ќе имаме уште едно тестирање во Скопје во декември и предвидени се тестирање во Струмица и во Битола. Така. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија на утре. Благодарам на поканата. Драги мои, останете со нас, кратко промо за она што е дел од програмата на вашиот јавен сервис и веднаш потоа со нова тема до 8 часот.